Заговорната сценска култура не може никаде да се научи, освен ако не се вложи целиот во неа. Токму тоа го покажува во сите овие години актерката Снежана. Во незиниот говор, во толкувањето на ликовите, без разлика дали е тоа девојче, момче, невеста, слугинка, дама, сопруга, жена од дното или жена од врвот, секогаш ќе забележите дека таа најдоследно, најисцрпно, не само што се труди, туку успеала да усвои, да стане дел од незиниот актерски хабитус, токму тој сценски правоговор. Бликна еден огромен талент, една огромна енергија, една невидена до тогаш дарба во ликот на Снежана Коневска, која со првото стапнување на сцена во представите Зидот водата, Димна Јуда, подоцна и во монодрамата Ана Франк, па во Женитба на Гогој, па во Андрокли и Лавот и така натаму. Да не правам регистер на нејзините улоги, тоа други ќе го направат. Сакав акцентот да го ставам на дарбата, на енергијата со која се наедно се збогати македонското глумиште со нејзината појава. Постојат два за мене многу препознатливи, автентични, сигурни знакови по кои и верував на ова изморедна актерка. Навиду секогаш ликот го означува со неколку знакови кои се со силен темперамент нагласени, со моќ за брза трансформација, и ние напати тоа го доживувавме како ефекти која она така вешто, мајсторски, глумачки, со цел регистар на разни мали знакови го постигнуваше, али зад сето тоа се криеше едно силно внатрешно актерско чувство во кое се нијансира оние најважните сегменти во откривањето или во оформувањето на ликот што треба да се игра, тоа е психологијата. Многу епитети, многу улоги, многу години на театарската сцена, 30. Многу одиграни ликови во детски серии, глас од цртаните филмови. Снежана Коневска, Руси. Што чуден занает. Да правиш, и тоа за непознати муштерии, молитви, гачки, клетви и плачки. Да измислуваш дури нови пцости за стари злости. Да кроиш, да заменуваш зборови, веќе излижани ветви, да ги редиш како за смешка, не толку нешто за да речат, ами повеќе како цвечалки да цвечат. Работа чудна, залудна, а тешка. Како не појде на столари, дограмаджии, или макар на чевлари, кондураджии, тоа ти е грешка? Некогаш треба да запреме соитањето, да се свртиме зад себе и да погледнеме која беше нашата траса на визии. Ја остваривме ли? Дали пред ова сонувавме нешто друго? Ги сонуваме ли сите наши соништа? Дали сме сега дел од дамнешната фантазија? Ако нешто силно посакуваш, велат, тоа и ке го оствариш. Се сеќавам на првиот бел чаршав, чипкан од маса. Тоа беше мојот прв костим. На балерината, на малата балерина Снежето, во Србија, во Ниш, во Врњачка бања. Тој костим подоцна станува драмски костим во Скопје, во основното училиште 11. октомври. И вистинските аплаузи, вистинските солзи, во Сибирка, Пепелашка, Чичотомовата колиба. Навистина, што изведува ова дете? Умее да чита, да раскажува, да прераскажува, да изведува по скалилата во зградата 15-та во населбата Пролет. И моите учители, Грозда Данова и Бошковски, велат, Снежето умее убаво да говори. Треба да оди во радио. Па изгледа послушувам.
Како секое дете ги слуша своите учители и поминувам на конкурсот за прием на членови во детската радиодрама. Кога јас станав член на детската радиодрама, Снешка веќе беше примадона меѓу децата артисти. Не бев љубоморна, не дај Боже, не чувствував завист, ама искрена ќе бидам, посакував да станам како Снешка. Како да ви објаснам, имаше нешто што ја издвојуваше од другите деца глумци. Беше ведра млада девојка, а сериозен глумец. Рамноправно учествуваше во подготовките на емисиите, на радиодрамите. Кога велам рамноправно, значи имаше авторитет дури и на режисерите да им укаже каде и што смета дека треба да коригира или да надополни на она што е интерпретација на даден текст. Доминираше, велам, и апсолутно имаше предност кога се доделува главните улоги. Сите емисии, утрински, пладневни, вечерни, добро утро, драги деца, весела вртешка, добра ноќ, деца, потоа и телевизиската добра ноќ, приказни од шумата и многу други, како и Крстословка, не можеа да се замислат без децата од детската радиодрама. Навистина имавме и од кого да учиме, не само од Славица Тодорова. Тука беа и Миодраг Шаурек, Спасен Нелов, како режисери, а потоа и големите дами на радиодрамата во Радиотелевизија Скопје, Цветанка Трпкова, Зорица Георгиева, Таска Балабанова. Но тогаш некако преминав во спикерската група. Мојот глас го слушнаа раководителите на спикерската група, Оливера Попанкова и Иван Антонов. Ти, Бога ми, мина одлично, затоа што ти имаше една подготовка. Мене ми се чини, тоа не беше подготовка, ма ти дојде како член на детската радиодрама. А мислам дека тоа ти беше една виза и, Бога ми, одлично мина. Да, ама пробни снимања имав повеќе. Па тоа беше така. Мораше така? Да. Бевте многу строги. Мислам, строги бевме затоа што кандидатите требаше по неколку месеци да идат, да пазиме на артикулација, на дикција, пријатен глас, а тебе ти беше мелодичен гласот. Сите тие ги имаше, значи, без грешка, и дикција, и артикулација, и однос кон микрофонот, така да немаше потреба од некои поголеми објаснувања, меѓутоа тој период пробен мораше да мине. Да, само што знам дека ми беше тешко што морав да седам. Ама дишењето? А, Стиве, што ќе кажеш? Во секој случај, доаѓањето на Снешка беше освежување за спикерската група. Критериумите за спикер ги поставија доаѓените на македонското спикерство, Оливера Попанкова и починатиот мој драг пријател и професор Иван Антонов, и апсолутно на тие критериуми Снежана Коневска одговори. Одговори и јас не се сеќавам дека навистина толку долго не беше сепак тоа толку долго. Ти најбрзо влезе во пладневниот радиовесник. Да. Тоа беше, да, може би ти се чинеше, меѓутоа сосем подготвена да дојде пред микрофон. Единствено мене што, како забелешка го имав, кај тебе, како што си беше малечка и сега си порасната нормално, се обраќаше на слушателите како на да имаше слушатели деца. Тоа се секако остана како траги од детската радиодрама и на почеток јас тоа го почувствував дека се обраќаш на слушателите во вестите како на децата која се обраќаш. И еднаш кога патувавме заедно на повеќето турнеи, кога одев некако 20 како водители на разни ансамбли, почнувајќи од националниот танец, преку Кочо Рацин,
Наумовски, Борче Приохис, на разни прослави. Сето тоа јас и ти разговаравме многу често за професијата и ти реков, Снеже, ти си порасната, зрела личност, порасни пред микрофонот. Слушај, Лука, еве джамбазот си отиде, па сакам да ти го речам ово. Чекај, па го имаме снимен. Па добро, па не ме зафркавајте, па добро. Добро, ајде, јас ќе говорам за мојата драга колешка Снешка, која што и многу ја почитувам и ја сакам. Тоа што ние сме го работеле заедно и што сме се дружиле заедно е еден долг период, можам да кажам, иако е помлада од мене доста. На сите можни начини, во сите можни полиња од оваа област на уметноста, значи и во радиото, и во театарот, и надвор од театарот, и во универзалната сала, и во цртаните филмови, синхронизација, така да има многу да се зборува за Снеже, што не знам дали ќе стигнам да кажам се што сакам да кажам. Интересно е, да речеме, личност на Снеже. Снеже не можеш да е одредиш ни сега на овие години дали е постара, да не речам стара, затоа што не е ни стара, дали е дете мало, дали е девојка или дали е дама. Тие сите и возрасти и сите тие нејзини особини се мешаат во едно. Тоа чувство го носам многу долги години и мислам дека една од ретките која што без шминка, без вештачко надополнување било какво, ни со костим, ни со било кој друг систем, не може да нема потреба да и се додава за да направи некој лик, да направи нешто што е дури вон од незината возраст, вон од незината личност, вон од незините години. Напротив, мислам дека токму таква каква што е може да биде и дете, девојка, мајка и баба дури. Само момент. Фала! Повели и друг пат? Што чекаме? Подготвена сум да го видам тој волшебник. Убаво тоа, Гицорот, ама има еден проблем. Што тоа? Не знаеме како да го најдеме. Чекаме, па јас ја кажувам приказнава. За да го најдеме волшебникот, треба да одиме по жолтите тули. Точно, по патот од жолти тули. Ама изгледа дека е многу далеку. Па тоа е барем лесно. Обој ги гумениве патики и нема ни да забележиш колку е далеку. Снешка. Да, ја знам. Ја знам... Прво тоа ја знам што физички си одговараме многу. Двајцата сме некако малечки и така еден на друг многу си одговараме. Некако животот не спои во театар заедно, не направивме некои големи театарски улоги заедно. Меѓутоа почнавме во театар. Меѓутоа најмногу ја памтам по цртаните филмови. Тука беше шампион. Иако и ние, јас, благодарејќи на мојот глас, можев да си играм, да синхронизирам многу ликови, меѓутоа она беше навистина неверојатен шампион, доека јас можев глумачки да извадам многу ликови, меѓутоа не бев многу прецизен во изговарањето на текстот, малце ги брљав речениците. Она е тука многу точна, прецизна и може би еден од најдобрите синхронизатори на филмови. Бевме една група неверојатна, почнавме Димче Мешковски, Таска Балабанова, Божо Софрониевски, Зорица Георгиева и така натаму, Димче и јас. Подоцна дојде Снешка и представуваше големо засилување на таа екипа и се редеа безбројни серии. Ден денес не ми е јасно зашто тоа престана. Се редеа од Штрумфови до... Дури може големи улоги направивме. Тошо Мачорот, па потоа се редеа многу серии кои ги теравме. Пак ќе се навратам на тоа, на таа нејзина енергија, на таа нејзина борба за
za ova vreme da se izdrži, da se opstane. Tая невероятна енергија да се трча ваму, да се трча таму. Јас слушам сега прави представи, вакви, такви, детски. Јас некако, јас сум у тая бранша, јас сум тука, се покушавам. Меѓутоа, ја немам таа енергија што ја има. И тоа е еден од ретките примери, од ретките наши драги колеги кои остана така, гради со гради да се бори со сите овие тешкоти кои ни се случуваат сега, да издржи, да се бори. Јас само можам да со воодушевување да ја речам браво, Снежка, тоа што го правиш, и ти стојам на располагање и понатаму колку има сила се уште во нас, иако веќе доаѓаме негде при крајот. Меѓутоа, се уште ќе одиме така насмеани, расположени. Има уште малку сила во нас да го издржиме тоа, а кај неја има уште многу енергија и мислам дека она ќе тера уште долго. Промена на доводот на крв. Исклучете го високиот напон. Студии, работа во Радио Скопје, студии, академија, па проби, па театар навечер. И се така до 76-та. Дипломира во класата на професор Владимир Милчин и Љубиша Георгиевски, како најдобар студент на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Што би рекла мојата ќерка Јана, мајка ми е бубалица, ма што да правам, изгледа учењето ми одеше од рака. Но беше сега голем проблем, што натаму. И 78 година влегов во семејството на актерите. Во театарот вистински се живее брзо, се расте брзо. И Снежка од улога во улога, дете, девојче, девојка, па пак дете, девојче, девојка, па по некоја невеста во представата Женитба, Агафја во режија на Ставрев, па повторно и во 80-тите години повторно Снежка во улогата на дете, машко дете Шулко во Кршалнига, па потоа девојче или девојка Ходел Хаве во мјузиклот Свирач на покрив. Веројатно тој род од театарот најмногу и прилега по незината височина, по незиниот глас, по незиниот темперамент и повторно уште една невеста и се така. Може би актерите изавидуваа на Снежка, зошто ги игра баш тие улоги, се на деца, се на млади актерки, а јас пак понекогаш бев љубопитна, сакав да играм нешто посложено. Но јас бев среќна што ги играм сите тие улоги, затоа што главната причина, партнерот веќе беше сменет, не беше микрофонот, не беше предмет, ами беше жив партнер, актер до мене, околу мене, вистински допир, вистинска љубов, па може би гнев, може би омраза. Сето тоа ме чинеше вистински да живеам и да ја спознам точно реченицата на Арто дека додека живеам, не чувствувам дека живеам, но кога играм, чувствувам дека постојам. Се љубевме, се мразевме, се каравме, се тепавме, разговаравме, се советувавме, пеевме, се смеевме, се расправавме, зреевме, будалеевме, се запознававме, се заборававме и многу се забавувавме во малограѓанска свадба, во Рави, во Свирач на покрив, Кршалнига, Славата и смртта на Хоакин Муриета, Слободни врски, Павилјони, Слугинки, Жени во Народното собрание и во многу други представи. Морам да ви раскажам едно нешто кое ми се случи на една представа, кое и сега ме возбудува, кое не може ни филмски да се случи, ни може да се изрежира, нити пак, не знам, да речам, Господ ни го подари тоа. На едно охридско лето на Долни Сарај играме Дзидот водата. Ние сме деца од домот, јас го играв Кейтен и со Снежи имаме една детска, симпатична, љубовна игра и се тркаламе. И оди диалогот и наеднаш, додека Кейтен сака нешто убаво да ја каже,
И вака раката и ми застанува една пеперутка од рефлекторите. И се заледивме и двајцата. Застанавме. Ја полека ја подадов пеперутката, таа прејде на нејзината рака и одлета. И громне еден огромен наплус, кој така не потресе нас, не возбуди. Еви, сега кога зборувам за тоа, веќе ми дрхтат раците. Тоа не може да се случи. Тоа се доживува некои актерите, некои задоволства, некои вибрации во душата ги доживуваат, кои не може ни публиката секогаш да ги види. Но не сме само такви. И толку е сладко. Иако е ретко, па макар и за кратко. Зошто? Меѓаме. Ајде, дајте ни светло на. Моќта на Снежана, значи, енергијата која што ја создава во текот на работата, на сцената, е нешто што јас не го гледам ни кај себе, ни кај многу мои колеги. Организираноста во работата, водењето на действието, таа поседува една таква снага и енергија што не знам дали некој кај нас на нашиве простори ја има. Тогаш ќе ги поканам Робинсонови на вечера во четврток. Не. Мислам дека треба да почекаме со тоа. Како? Ки сејавам сега. Што е? Што е? Кажам, пар зборови за тебе. Ма добро, може да. Снежка е дефинитивно една од оние актерки, оние ретки актерки во Македонскиот народен театар, кои што од таа средна генерација, ако можем така да кажем, кои што се уште обстојуваат на сцената и работат со поголем ентузијазам од повеќето помлади колеги и колешки, вклучувајќи ме тука и мене. Срце на мајка. Ние ќе работиме како пред 35 години. Снежка не губи елан, не губи сила. Јас се трудам да ја следам. Има уште двајца. Па ќе видиме до кога. Јас и ти се познаваме од некаде? Да. Јас сум сопругата на Трајан Јовановски. На Трајан, на лудиот научник, што сакаше да направи од најден мој глупче за експериментирање. Море марш одовде говедо едно. Како не ти е срам да ми излегуваш пред очи? Снежка заслужува некое големо место во уметноста, затоа што се грижи за младите глумци. Тоа сум и јас, така да може да се примети по моите успеси. Можам да кажам дека 80% од моите успеси и ги должам на мојата Снеки. Таа е еден голем човек со многу голема душа и второ, може би и она што е многу поважно за мене како актер, тоа што имав можност да ја запознам како актер. И трето, една од водилките мисли, да кажеме, уште од почетокот, уште од моите почетоци во се во ова што се вика театар, е она што Жана ми кажа: отровот се чува во мали шишиња, но исто така и чистиот парфем. Мислам дека со една ваква мисла се кажува. Многу ми е драго дека ме научи на самодисциплина, почитување на професијата, онака каква што мислам дека сите колеги актери треба да имаат, и вредна. Снежана Коневска Руси е актер која што во моментот на сцената внесува таква енергија што ако не успеете да ја пратите, вие останувате, она е 100 на саат, вие сте 1 километар на саат. Прекрасен другар, прекрасен актер. Со Снежка сум играл доста представи, не премногу, ама сум играл и детски, и сериозни представи што биле на репертуар. Али најинтересно е
кога упадна во народен пратеник, нели, на местото од Спировица. Нон-стоп ми е над глава, исто како во представата. На почеток беше малце исплашена, бидејќи секој упаѓање е нели нормално стресна состојба за глумецот, не знаеш што е, како е, не си го работел процесот. Снежка многу добро се снајде. Можам да кажам дека и Ептен многу добро се снајде, затоа што па сега на представата јас не можам од неа да дојдам до збор. Така? Точно. Добро утро, директорке. Добро утро. Ај гледај си ги книгите. Не ми се многу 2 лева?